олимписка екипа денеска пристигна во Скопје. Ние ветивме дека вечера во нашето студио ќе имаме дел од нашите репрезентативци. Тоа и се оствари и вечерва гости во студиото се репрезентативците на Македонија, олимписите на Македонија, како и селекторот на женската селекција. Од мојата десна страна до мене се наоѓа Никола Митков, нашиот најмлад велемајстор, кој што го понесе и најголемиот товар на првенството. До него Орландо Кутиров, овогодишниот шампион на Македонија, нашата трета олимписка плоча, интернационалниот мајстор Драган Јачимовиќ, како и селекторот на женската репрезентација, мајсторот Иван Кочовски. Добре дојдовте во нашето студио, се надевам дека пријатно ќе се чувствувате во студиото 5 на македонската телевизија. Секако малку сте уморни од тешкиот пат, тешкиот турнир, но сите, гледам, добро изгледате, задоволни сте. Македонската телевизија денес испрати своја екипа, која што ги пречека олимпиците, и ќе го видиме прилогот, ќе започнеме со прилогот од аеродромот во Петровец. Пред нас се наоѓа фидемајсторот Звонко Станојовски, нашиот најуспешен олимпиец на првата шаховска олимпијада на која што учествуваше македонската репрезентација со резултат 4 бода од 5 партии без пораз. Да го запрашаме фидемајсторот Звонко Станојовски како се чувствува, кои се неговите впечатоци од шаховската олимпијада и како е задоволен од својот резултат. Можам да речем дека сум навистина задоволен од постигнатиот резултат. А инаку ова е секако моја прва и на сите останати репрезентативци прва шаховска олимпијада на која што настапиле. Има доста сеќавања, ќе се сеќаваме доста нова олимпијада, сигурно ќе остане за секогаш во нас. А инаку што се несува до мојот резултат, од настапите сум доста задоволен, меѓутоа играв доста кратко, само 5 партии и мислам дека не ми беше дадена доволно шанса да ги покажам своите квалитети. Додека од другите репрезентативци можам да кажам дека сите ги оправдаа очекувањата, играе на ниво и резултатот тоа го покажува. Да, ние редовно ги пратевме вашите резултати, ги анализиравме убавите партии кои што ги прикажувавте на шаховската олимпијада, а се надеваме дека на следните олимпијади ќе имате повеќе можности за поголема афирмација. Разговараме со Ирена Богоевска, нашата репрезентативка во женска конкуренција, која што имаше најдобар резултат 6 поени од 10 партии. Иако во подмината бременост, нели, Ирена пружи многу убави игри. Штета, последната партија изгубила, сигурно тешко и падна, тоа го разбравме во вчерашните вести, во добиена позиција. Да ја прашам Ирена какви се нејзините впечатоци од шаховската олимпијада, како го оценува успехот на женската екипа и како е задоволна од својот резултат. Прво поздрав до гледачите на македонска телевизија. Мислам голема чест за нашата држава да настапуваме на олимпијада. Ова беше наша прва олимпијада. Се обидовме, дадовме максимум од себе и сум задоволна и со успех на екипата и со мој личен успех, бидејќи имавме јаки противници, искусни. Ова наш прв настап, се надам дека во иднината ќе играме уште подобро. Се разбира. Разговараме, драги гледачи, со шампионката на Македонија, Габриела Косковска, лидерот на женската репрезентација на Македонија, која што учествуваше на 16-та шаховска олимпијада во Москва. Нејзиниот резултат, како што знаете, 7 поени од 14 партии. Она имаше најтежок турнир. Да слушнеме од самата Габриела како го оценува својот резултат и резултатот на женската селекција. Како беше атмосферата во тимот и што очекуваше? Дали ги се нејзините очекувања се оправдаа? Моите очекувања не се оправдаа. Мислам дека можевме да постигнеме поголем успех. Јас освоив лично 50%, екипата еден минус. А нашиот план беше барем да бидеме над нашиот просечен рейтинг. Тоа не го остваривме, но тоа голем пех ни беше последното коло. Изгубивме од Франција 2,5 пола, несречно изгубивме, али тоа се дешава. Попушта концентрација, дол турнир, едноставно слаба физичка припрема, можам тоа да кажам, сигурно. Како беше атмосферата во тимот? Атмосферата беше добра на ниво, другарството беше одлично. Можам да кажам дека единствено ние бевме во нашата екипа владееше другарство. Другите репрезентации немаше машки и женски, само ние се дружевме. Сите ни завидуваа. Тоа со сигурност можам да го кажам.
Ете ја видовме кратката репортажа што направивме денеска на Скопскиот аеродром, а сега ќе го продолжиме разговорот во студиото. Како што веќе најавив, од мојата десна страна, велемајсторот Никола Митков, со неполни 23 години, веќе има завидна кариера. Но сепак ова беше најголем, најзначаен турнир за него. Како велемајсторот Митков го доживеа својот прв настап на шаховските олимпијади, мечевите со своите силни противници, која партија му остави најсилен впечаток, кога беше најтешко и така натаму. Да, секако ова беше мојот најсилен турнир што сум го одиграл ја во досегашната моја кариера. И секако едно учество на една шаховска олимпијада има големо значење за играта на секој шахист. Што се однесува до мојот резултат, јас сум лично задоволен од постигнатиот резултат, а особено сум задоволен и од моите игри. Исто така сакам да кажам дека во неколку партии направив неколку пропусти, така што иначе ќе забележив уште подобар резултат. Што се однесува до најтешката партија, или како што кажавте, најинтересна партија, мислам дека најтешко го доживев поразот во последното коло, во кое што имавме шанса со еден добар резултат да се пласираме и меѓу првите 20 репрезентации, што би представувало секако еден голем успех, мислам дури многу повеќе од тоа што и најголемите оптимисти го очекуваа. Меѓутоа, така да во еден момент, кога нашата презентација водеше 1-0 и се игра уште 3 партии, во кои што ја и Владко Богдановски на втората позиција, на втората табла, имаше многу подобри позиции и едноставно сакам да кажам и во мој и во негово име дека го преземавме ризикот да играме на победа и да се обидеме да влеземе во самиот врв на нова олимпијада. Меѓутоа во временски недостаток направивме двајцата неколку грешки и ги изгубивме двајцата партиите, така да може да кажам се заврши олимпијадата и малку несреќно за мене. Морам да признам дека после овој пораз, иначе таа партија игра околу 7 часа и последната грешка ја направив токму во последните минути од партијата. За малце, после партијата, што не пуштив и некоја солза, меѓутоа сега, од кога се вративме, се чувствувам малце подобро. Додека како најинтересна партија за мене, може да кажам, беше и партијата со Јудит Полгар. Тоа е, за неја може да се каже, ова е една прва олимпијада на која што една девојка игра на прва машка табла. Она иначе светски позната шахистка. И беше завистина за мене едно доживување да играм со неја. Ја загубив таа партија, тоа исто прикажав една солидна игра, така во еден момент кога веќе партијата се доби со еден сложен тек, едноставно гледате пред себе една симпатична девојка, така да не беше ни многу лесно да се игра против неа. Дека најдобра партија, според мене, ми беше партијата со аргентинскиот велемајстор во Кампора, кој што забележа и најдобар резултат на прва табла на ова шаховска олимпијада, забележа 7,5 поени од 9 партии и само еден пораз, го доживеа од мене. Да, ние овие сите партии кои што ги споминавте, имавме прилика да ги коментираме, да ги видат нашите гледачи. Победата со Кампора беше многу убава. Јас би рекол и победата со Вестеринен дека беше исто така многу убава, а во партијата со Јудит Полгар имавте нели широка позиција за игра, имаше многу планови, но ете тоа е малку деконцентрација, нели посебно чувство е кога се игра со таква шампионка која што направи преседани након на шаховските олимпијади водејки машка екипа. Пред прославениот, да речеме, Лајош Портиш и останатите
унгарски велемајстори. Да, секако исто сакам да кажам дека играв и со еден од најдобрите светски шахисти во моментов, со шахистот Борис Гелфанд, да, не? со Борис Гелфанд, кој за 2 месеца ќе игра и меч со Анатоли Карпов за излизувач на светски првак. Партијата се заврши со реми, така да тоа го сметам исто за еден голем мој успех на Така, нова Олимпијада. Имав впечаток дека бевте многу добро припремен за таа партија и тој маневар конје 2 со C3 како да го збуни противникот. Па, можам да кажам дека во 2 кола пред да играм ја со него, он играш истата варијанта со Гари Каспаров, сите знаеме кој е Гари Каспаров, и во таа иста варијанта Гелфанд немаше никакви проблеми со црни фигури. Меѓутоа со мене, ја се надевам дека мислеше дека сум подготвил нешто посебно, така да ја смени малце варијантата и првите 17 потеци ги одигра за 2-3 минути. Ја после, од кога одиграв тој маневар со коња 24, кој теоретска новост, се замисли подолго, мислеше околу 40 минути за еден потек и настана една комплицирана позиција, во која што мојата позиција е малце подобра и во која што во 3 пати ја повторивме позицијата и така се согласивме на рем. На реми, да. Да им обратиме внимание и на другите наши вечерашни гости, а до господинот Митков е и нашиот овогодишен шампион, интернационалниот мајстор Роландо Кутиров, на кому ова исто така му беше многу важно такмичење, надпреварување во кое што он направи добар резултат, имаше 1+, речено шаховски, а исто така знаеме дека Роландо Кутиров ќе представува Македонија на меѓузонскиот турнир кој што ќе се одигра во Израел. Во зонскиот турнир во Израел, и ова Олимпијада сигурно дека беше големо искуство и за него. Како Роландо го оценува својот настап на Олимпијадата? Кога му беше најтешко? Може да... Конкретно за самата Олимпијада би кажал дека учествував за резултатот мој на Олимпијадата, учествував во екипата и играв 10 партии, односно учествував во 10 меча. Постигнав 4 победи, 3 пораза и 3 ремија, значи со вкупно 5,5 поени. Завршив на крајот. Имав 3 пораза, од кои едниот многу најтешко ми падна, поразот во второто коло против велемајсторот Георгадзе од Грузија, кој меч ние уствари го загубивме со 2,5-1,5. Меѓутоа ми падна тешко затоа што го доживеав во момент кога резултатот беше 1,5 према 1,5 и половина и ја останав последен да играм, имав добиена позиција, таа уствари веројатно можам да кажам дека ми беше и најдобра партија на Олимпијадата. Имав добиена позиција, сите веќе очекуваа дека мечот со Грузија го добиваме со 2,5 према 1,5, а знаеме Грузија дека е една од светските шаховски велесили и тоа ќе беше голема сензација на Олимпијадата, меѓутоа јас лично ја успеав, не знам како да ја упропастам таа позиција, го играв на ставакот некако како хипнотизиран. Можам дури и така да се изразам и успеав не да ја ремизирам, дури и да ја изгубам таа партија. Тоа многу тешко ми падна, дури веројатно селекторот после тоа дури и 2 кола ме одмараше од тој шок. Ја не настапив од наредните мечеви со Аргентина и Перу, баш од тој разлог што многу осеќав грижа на совест некако после второто коло. Меѓутоа после тие 2 паузи и 2 одмора што се вика, продолжив со своите настапи и мислам дека горе-доле успешно настапував. Јас сум задоволен до некаде од резултатот, мада лично сметам дека можев и повеќе. Иначе околу од утисоците, впечатоците кои ги имав од Олимпијадата, можам да кажам дека тоа е едно големо такмичење, најголемо за сите шахисти доживљај е затоа што тамо се присутни шахисти од целиот свет. Тука беа вкупно 126 земји, никогаш до сега немаме видено толку, мислам, луѓе од толку различни земји на едно место. Баш посебно, мислам, специфично беше слободниот ден кога Фарските острови, мислам, дека или не, Девичанските острови организира една приредба, една забава за сите шахисти и тука беше тоа една забава, една дискотека во која беа стварно присутни од цел свет луѓе, еден
впечаток, мислам, не секојдневен, што не се доживува. И не заборавам. И незаборавен, да. Иначе, конкретно во врска со името се, можем малку да кажем, на самата Олимпијада, на почеток почнавме се пријавивме како Македонија, меѓутоа веројатно имаше и некоја интервенција, тоа лично ја не знам, само така предпоставувам, и одма набрзо го променија во ФИРОМ, Формал Југослав Репаблик of Македонија. Меѓутоа, организаторот после ние, нашата делегација повторно вложи протест као би требало да бидеме Македонија и направија некоја, мислам, така алтернативна варијанта, како например во таа главната табела, машката репрезентација ја водеа како Македонија, а женската репрезентација ја водеа како ФИРОМ. Демек да ги задоволиме и двете страни, мислам, тоа вака ми беше малку интересно од страната на организаторот. Иначе ја толку би кажал за сега. Да, сега. Драган Јачимовиќ, нашата трета олимписка табла, исто така имаше успешен настап. Неговата победа во мечот кој што Роландо пред малку го спомена, мечот против Грузија, Драган даде прекрасна партија против велемајсторот Зураб Стуруа. Таа прилика има прилика да ја гледаат и нашите гледачи. И понатаму Драган играше доста сигурно. Чинам еден пораз ли беше само во мечот со Унгарија, со Золтан Алмаши во 7-миот час, или имаше уште некое? Нажалост имав повише порезе. Повеќе? Да. Меѓутоа, знаете што сепак кога е некој учесник на ваква грандиозна шаховска манифестација како што е Олимпијада, би морал да биде среќен. Настапивме на Олимпијадата солидно, сметам сепак солидно. Игравме во најшаховската земја на светот, Да. така да човекот чувствува и поголема обврска во тој момент. А резултатот можеше да биде и подобар, меѓутоа и ова што го направивме е доста добро. Инаку, на моментите кои што може да се истакнат као пресудни или што ја знам, мислам дека сепак тоа последното коло, ја не играв во последното коло, имав пред тоа некој пораз од, например, ми беше тешко малку во мечот со Унгарија, губевме моментот 3-0. Играв последната партија, позицијата беше објективно Реми, меѓутоа делува малку ружно кога е поразот од 3,5 и од 4, но така играв на победа, иако тоа не беше објективно. И изгубив партијата, меѓутоа сепак ми беше најтешко во последното коло. Иако не учествував, не можев да помогнам ништо. На моментот стоевме под табли одлично, а на крај сепак го загубивме мечот. Беше малку и неочекувано, и катастрофално, и малку тешко за да се примислете тоа. Да, вчера имаа прилика и нашите почитувани гледачи да го слушнат извештајот оправо од последното коло. Ние кажавме дека македонската репрезентација стоеше многу добро по плочи во првите 4 часа, но во преголемата желба се разбира зашто подобар пласман. Овој пласман од 42-то место е голем успех, но тоа ќе беше некаде околу 25-то до 30-то место, што ќе беше изузетен резултат, така да тоа е се разбирливо, но, нели? Да. Тоа беше прв настап, шаховската игра е така. Шаховската игра е поправо објективна. Тука ако се пречекори ризикот, дозволениот ризик, обично се губат партиите. Сакавте да кажете Да, уште сакам да нешто, кажам уште тоа, дека во шахот не се можни такви нагли скокови. Сепак е тоа една екзактна работа. Значи, може да се направи нешто малку напред, некој прогрес, меѓутоа не може да се очекува да се постигне нешто имагинарно и нешто во границите на невозможното. Така да местото кое што го завземавме на крај не е нашиот прав домет, меѓутоа сепак некоја пристојна реалност. Пристойно, да. Убаво кажано. Селекторот на женската репрезентација Иван Кочовски имаше прилика од другата страна да ги посматра борбите, и тоа како на женската, исто така и се разбери на машката репрезентација. Какво е неговото видување на настапот на двете селекции на нашиот прв настап на шаховската олимпијада, и што овака му остана најмногу во сеќавање? Јас прво би кажал нешто за селекцијата која што ја водев на нашето деби на Олимпијадата за женскиот состав. Сметам дека во почетокот нашата репрезентација, додека имаше сили, пружи одлични партии и во првите 5 кола се сретна со 3 најсилни репрезентации на светот. Реше со Русија, со Украина и со Азербејџан. Посебна сензација, секој нашите гледачи знаат, беше
нерешениот резултат со Русија во првото коло 1,5 спрема 1,5. Мене ми беше жал што мечот со Украина го загубивме со максимален резултат, а сметам дека тој меч го изигравме најдобро на целата Олимпијада и имаше шанси да го добиеме тој меч со 2 спрема 1. Имено Весна Секуловска на втората табла доби, мислам, изгуби на вистина потполно добиена позиција со фигура повеќе, но стравот од успехот ми се чини дека одигра пресудна улога во таа партија, едноставно заигра нервозно во недостиг на време, ја загуби таа партија и тогаш почна да оди нашата кола надолу. Потоа, во текот на вториот дел на Олимпијадата, нашата репрезентација горе-долу постигнуваше очекувани резултати, но се осети недостигот од поголем број турнири нашите репрезентативки и нивната навика да играат помал број кола, например на турнирите во Македонија, и сметам дека во вториот дел на турнирот падна многу на физички план. Имено нашата најдобра репрезентативка на неколку пати ме молеше да не игра во некои мечеви, но јас навистина немав алтернации, пошто на женската Олимпијада навистина имаме само една резерва и доколку низ надпреварувањето селекторот, тренерот го оформи најдобриот состав, навистина тешко е да се откаже од него. Јас сум посебно задоволен од настапите на нашата шампионка Косковска, иако можеше да постигне многу повеќе, но заморот мислам дека го стори своето и од битолчанката Ирина Богоевска, која што ги оправда моите очекувања и можеше уште поуспешно да настапи. Додека сметам дека потврли Весна Секуловска, од која очекував повеќе, иако резултатски изразено незиниот учинок на Олимпијадата не е така лош. Таа има 5,5 поени од 12 партита, значи само еден минус. Имаше исто така силни противнички, но ја сметам дека многу повеќе може да стори и во понатамошниот период очекувам од неа со поголема работа да ги подобри своите игри и да постигнува поголеми резултати. Тоа се однесува и исто за останатите шахистки кои што не настапија на оваа Олимпијада. Посебно би сакал да упатам апел до Билјана Веруш дека очекуваме да настапи на следните поголеми надпреварувања и секако покана до нашите помлади шахистки од кои очекувам сигурно дека ќе ја зајакнат конкуренцијата во составот на екипата. Не треба да ги споменувам, тие знаат кои се. Тоа е едно видување што се однесува до женскиот дел на шаховската Олимпијада. Имавме едно јако такмичење. Ми се чини дека пласманот можеше да биде подобар, но сепак јас ќе го имав истото мнение да бевме и 15 на места погоре. Затоа што сметам дека го одредив квалитетот, нашиот квалитет и нашата состојба во светскиот шах. Би дал едно видување за машката репрезентација, гледана од свој агол се разбира. Нешто би напоменал што пропуштија нашите репрезентативци да кажат. Во 14 кола пред се нашата машка репрезентација одигра 6 тешки меча кои што со репрезентации кои што се наоѓаат во самиот светски врв. Тоа е еден показател кој што не треба да се занемари, бидејќи тоа е скоро половината од мечевите се изиграни со многу силни противници. Буквално имавме само 2 противника кои што се под нас, а другите беа, значи остане 6-2-8 и другите 6 беа нешто подобри од нас. Јас сум севкупно, без оглед на тоа што можеше да се постигне и подобар резултат, изразен во места, но сите кои што играме шах знаеме дека швајцарскиот систем и пласманот е реален, може би за едно десетина репрезентации, а потоа многу зависи нормално и од резултатите во последното коло, и од жрепката, бидејќи од долниот дом многу екипи кои што остваруваат максимални резултати во последното коло, играјќи со послаби репрезентации, не поминаа на табелата, има такви 5-6 репрезентации, така што нашиот учинок на Олимпијадата сметам дека е доста солиден. Поготово бидејќи нашите репрезентативци пред самата Олимпијада имаа некои неразрешени проблеми
имаше некои недоразбирања со шаховската организација, но тие се обидоа и мислам дека успеа во тоа да ги отринат тие проблеми од својата глава и да му се посветат на надпреварувањето. Јас им патувам големи честитки. Навистина се дружеа прекрасно и навива еден за друг, беа сите како еден. Поготово тоа се однесуваше на некои мечеви навистина кои што беа тешки за нас, например со Узбекистан, екипа која што на претходната Олимпијада во Манила ја освои сребрената медаља. Тој меч ние го изигравме нерешено 2-2. Сметам дека е еден од најдобрите резултати на наша репрезентација, но и една зрелост во играта која што покажа на нашите репрезентативци. Позициите се менуваа, но во еден момент после истекот на четвртиот час имаше една партија завршена со реми. Тоа беше партијата на Митков, кој што во таа партија имаше известна предност, но неговиот противник успеа да ги отстрани заканите. Наши тројца репрезентативци после четвртиот на час на игра има нешто послаби позиции, но сите успеа да ги спасат позициите, што сметам дека е одлика на големи играчи, од кои што во иднина може да се очекуваат одлични резултати. Впрочем, и младите играчи, младите таленти кои доаѓаат ги загрозуваат и во наредниот период навистина ќе биде интересна трката во борбата за освојување на едно од местата во државниот тим. Благодарам за ова исцрпно излагање. Инаку, убаво рече Драган Јачимовиќ дека нашето место од прилика беше според нашите сегашни можности. Да кажеме дека на Олимпијадата игравме против 5 екипи од просторите на бившиот Советски сојуз. Со нив излегавме во блага позитива, а сите знаеме дека за прочуената шаховска школа, нели руска шаховска школа така наречена, и многумина од противниците на нашите олимпици ги имаат поминато сите тие шаховски школи од пионерските домови па натаму, и многумина од нив научиле, ги усвоиле и ги научиле шаховските принципи пред да научат и да пишуваат. Секако дека тоа наведува на размислување да можеби и наша млада држава треба да вложи повеќе средства, повеќе усилби да се создаде и кај нас шахот да добие подобар третман. Да речеме на факултетот за физичка култура нема предмет шах. Дали може да се размислува и во тој дел? Понатаму имаше порано во Македонија пред десетина и повеќе години излегуваше Македонски шах, еден убав часопис кој што нели даваше исцрпна информација, особено за настаните сврзани со шахот, за македонските шахисти и така натаму, а последниве години во Македонија веќе има и повеќе турнири, нели Скопскиот опен е постојан, има по 2-3 затворени велемајсторски турнири и така натаму, значи има активности, сето тоа би можело да се нели отпечати, да има така поголем трак, затоа што и со оваа Олимпијада веруваме дека шахот добива во популарност. Имавме прилика да добиваме телефонски позиви, поздрави, луѓето се интересира и треба да се искористи овој момент да се искористи моментот да се направат поголеми активности, да се вложат поголеми услуги во шаховската организација, да се побараат други спонзори, нели, за да можат нашите шахисти да имаат подобар третман, повеќе средства да играат на меѓународни турнири, каде што и нели може да се стекнуваат нови знања. Еве Никола Митков може да каже дека нели во средбите со посилните противници најмногу се учи. Секако, ја ако не играв во толку многу турнири на страна, секако дека немаше да го постигнам ова што го постигнав до сега. И мислам дека главен предуслов за напредок на секој млад шахист е што повеќе да играме турнири со што посилни играчи. Се разбира, дали некој нешто рековте дека другарството беше на висина. Како беше односот со останатите мислам односите со селекторот, како и помеѓу организаторите што беа? Нели имавте, кажавте некои проблеми
Напомнавте поправо некои проблеми кои што ги имаа шахистите, дали тоа беше пред тргнувањето на пат, за време на Олимпијадата? Нешто во врска со тоа, дали би можел да кажем? Јас сметам дека пред тргнување на Олимпијадата требаше нашиот извршен одбор да смогне сили да свика конференција за печат. Да, тоа беше голем недостаток. Со тоа прво ќе беше одбележено нашето заминување на Олимпијадата, малку посвечено. Може би на таа конференција ќе се поразговараше малку и за тие проблеми, но сметам дека голем недостаток беше, например, на Олимпијадата, што при самата игра на нашите репрезентативци не им беше давано ни некој освежителен напиток, кој што го добива сите репрезентации. И покрај проблемите со кои се соочи шаховската организација, за кои што нашата јавност секако е запознаена, сметам дека тие се беззначајни издатоци и шахистите беа препуштени сами на себе во тек на играта да се снаоѓаат со помош на оние кои што беа околу нив или некој од играчите кога не играше, им посветуваше посебно внимание на оние кои играат во тој момент. Самите играчи и оние кои не играа до последен момент ги пратеа борбите на своите колеги од репрезентацијата и буквално се соживуваа со нивните настапи. Посебно интересни беа временските недостатоци, предостав на време, цајтнотите во кои што многу често запаѓаше нашата втора таба Владко Богдановски, каде што имаше навистина известни пропусти, фрлено неколку поени, но со својата борбеност во некои моменти тие ги врати, но сметаме дека можеше многу повеќе. Покрај Митков сметам дека, кога веќе го споменав, а не е присутен, исто така пружи една многу зрела игра. Посебно тоа се однесува во мечевите со појаките противници. Да, имавме прилика да видиме Златко Богдановски една убава партија. Тоа беше една Гринфелдова индиска. Неговиот противник беше од Белорусија беше или пак од Белорусија, една Гринфелдова индиска која што е заврши на ефектен начин. Да, говоревме често пати дека Златко Богдановски имаше добри позиции, но цајтнотите неговата стара волка нели на ова надпреварување дојдоа до израз. Со оглед на тоа дека времето кое што ни на располагање полека изминува, дали некој нешто би сакал да каже? Нели зашто не беше прашан, не мора се да биде со прашање. За крај ја би сакал да кажам дека ова Олимпијада, 31-ва Олимпијада шаховска, која за нас беше всушност првата, можем да кажем дека македонската репрезентација таму кога настапи, на неа не гледаа како некој аутсайдер, бидејќи сите знаеме дека Македонија потекнува од бивша Југославија, а бивша Југославија беше во поранешниот чак втора селекција во светот после Русија со години наназад, така да како што викаме ние денеска дека игравме со 5 руски екипи од бившиот Советски сојуз, така и за нас збореа дека играат со република од бившата Југославија, многу силна и они и покрај тоа што нашиот рейтинг покажуваше дека ние сме 47 во светот, они знаеа дека ние сме многу посилни од тоа и со голем респект настапуваа против нас, мислам, кога настапуваа во самиот меч. Прво би го кажал тоа, а друго би сакал да кажам дека пред нашите шахисти и пред нашата репрезентација престојат зонски турнири, квалификации за светски првак, тоа се во смисол на поединечни турнири, на кои ќе треба да настапам јас и Звонко Станоевски во текот на март и април месец. Тоа го дознавме на Олимпијадата сега во Москва и дека таа организација ќе ја превземе Босна, а иначе ќе се организира во Блед или Порторо, што е зонски турнир. А второ дека во септември или октомври нареднава година ќе се одржи Европско првенство, на која нашата репрезентација веројатно исто ќе земе учество, така да шахов све повеќе и повеќе станува популарен и интересен во нашава држава. Во оваа емисија би сакал да искористам да кажам дека све поише и поише спонзори би требало да се приклучат кон шахот, да го помогнат шахот, затоа што шахов трае долго, а соедно има и голема реклама за спонзорот, а не да биде како што беше до сега, да главни спонзори од секогаш се појавуваат само Алкалоид, Фонографика и секако во последно време најповеќе Скопска млекарница. Драган Ја толку. Да. Драган Јачимовиќ?
Ја би сакал да им се заблагодарам на сите оние што ги пратеа нашите настани на Олимпијадата, што на некој начин беа уз нас, на аудиториумот, како и на Македонска радио телевизија, што се надевам дека овој пат достојно ги пратеше нашите надпревари во Москва. Да, се работеше малку во тешки услови, немаш прес-центарот лошо работеше, нели сите вие помагавте помалку да добиеме актуелна партија, се слушавме, нели ние сме инаку почитувани гледачи сите тука присутни и другари, големи другари во приватниот живот, така да се разбира како што они самите себе си помогнуваат, таму ми помагаа многу и мене. Нашиот шаховски амбасадор Никола Митков, што ќе ни каже за крај? Кои се натамошните планови, да речеме? Па, моите лични планови се прво во јануари и во февруари имам настапи за клубот во Франција, во првата француска лига, која што е една од најките светски лиги. Таму исто дека ќе имам шанса да се соочам со познати светски шаховски имиња. Исто така понатаму во план ми е во мај да одиграм еден од посилните велемејсторски турнири во Куба, во Хавана, така што имав сега на ова Олимпијада имав разговор со Кубанската федерација и мислам дека тоа ќе се оствари и се надам дека во најскоро време ќе успеам да достигнам еден рейтинг од 2600, што ќе значи сам Продор во светскиот врв, нели? Нашиот светскиот врв. Секако за тоа секако ќе ми биде потребен и еден добрен шаховски тренер, така што се потребни и доста големи средства. И тоа се надевам дека тоа некако ќе се среди и дека во најскоро време ќе успеам да го постигнам тоа. Еве ова нека биде апел до нашите спонзори да обратат внимание, да му се помогне на нашиот млад велемајстор, он задо треполни 23 години, како што знам, нели, и на оваа Олимпијада покажа дека има потенцијал со упорна работа, со добар тренер да стигне и во самиот светски врв и достојно да не репрезентира нашата млада држава како со третман на шахот, како култура, како културна дејност. Нели, еве веќе за Македонија почна да се слуша благодарение на филмот на Милчо Манчевски Пред дождот. Македонската филхармонија исто така имаше и успешни настапи во Италија, имаме некои други солисти, така и нашиот шаховски амбасадор исто така би не представува и сега и допрва и понатаму би не представува и би бил потик и за другите генерации, за помладите генерации да се занимаваат со оваа чудесна игра. Кочовски Иван, дали ќе сака и он да каже уште нешто? Јас би сакал да испратам порака до сите искрени љубители на шахот, дека и во следните настапи нашата репрезентација нема да разочара, туку напротив дека ќе постигнува се подобри и подобри резултати. Затоа што настапите на Олимпијадата беа фактички првите вкрстувања со најсилните шаховски имиња, од кои можеби досега и сме учеле да играме шах, а сега се здобивме со прилика и да играме со нив. Сметам дека на наредните надпреварувања ќе се здобиваме со се поголеми искуства и дека ќе настапиме се поуспешно. Ете, почитувани гледачи, нека ова биде крај на денешнава емисија во која што се дружевме со нашите олимпици и да очекуваме, затоа што олимпијадите се одржуваат на секои 2 години, дека на наредните олимпијади ќе имаме уште подобри резултати. Во Ереван, Ерменија. Во Ереван, да. Тоа би било се за вечерва. Благодариме за трпението и за вниманието и искрено ве поздравуваме.